Почитувани, добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на Спорт Плюс. Мој ваш гостин денеска, охридскиот херој Марко Печиновски, човекот кој го преплива неколку пати Охридското езеро, направо и наопаку, што викаме ние во Охрид. Добре дојде. Добро ве најдов. Повод за овој разговор е нов подвиг кој го подготвуваш ова лето. Најави всушност 10 трки, испливување на околу 250 километри, сите ќе имаат своја одредена цел, сите ќе се различни, а првата за која ќе зборуваме денес и која е повод за овој наш разговор е оваа недела од Радожда до Охрид. Така. Спремен си, подготвен? Спремен сум, подготвен сум, тренинзите одат супер. Никој пат не сум се чувствувал побо. Телото ми е спремно, јас сум психички, физички целосно спремен. Првата од 10 трки, индивидуални подвизи и препливувања ќе биде во должина од 14 километри. Ко за загревање, за да го почнеме. Така. Дали ќе пливаш ова лето, бидејќи најави 10 препливувања, секој викенд или распоредот ќе биде одредуван? Различно е, имат, например, една-две недели кај што имат кој одмор за секој случај. Така. Која е целта ти, ја најави својата цел, зошто го правиш тоа, може да објасним уште еднаш за јавноста, зошто Марко ќе плива ова лето 10 пати низ Охридското езеро 250 километри. Па, значи, многу сакам да ги поттикнам другиве спортисти. Значи, нашава земја има полна е со талент и единствено сме обединети само кога ќе имат некој настан, спортски настан. И така сакам да имаме на секој спортски настан да имаме еден барем што ќе не репрезентират ко држава. И тоа е главната причина. Сакаш да со својот пример сакаш да докажеш дека кога се сака може да се успее и дека може да зборуваме и да правиме позитивни работи во земјата, а не да зборуваме само за нешто друго и да се жалиме. Така, да. Спомна дека си подготвен за препливувањето во недела. Колку време се подготвуваш? Временските услови сега се добри, во моментов топло е, одлично е, веројатно и температурата на водата е топла, но не беше така извесен период, за ова треба подготовки. Како се подготвуваш? Почнав со пливање за ова лето од октомври, до средина на октомври и мен бевме во неколку базени да се прилагодиме и сега ни е полесно, сега е веќе топло во езерано и си пливаме нормално сега. Така. Марко, ти не навикна нас, ја навикна јавноста на подвизи, на разни успеси, на невозможни мисии дека се возможни. 250 километри во 10 трки не е мала работа, но спомна дека си подготвен да го издржиш тоа темпо. Да. Не очекуваш проблеми? Никакви. Што планираш после ова препливување, мал одмор пред предстојниот подвиг? Не, сега 3 недели поред ќе пливам. Првото ми е сега на 12 во недела, Радожда до Охрид, што кажавте. Второто ми е на 18 јуни, Радожда Градиште, 18 км, и третото ми е на 25 јуни, Радожда Трпејца, 20 км. Со тоа веројатно го заокружуваме месец јуни, и потоа следат останатите 7 подвизи до тие 250 км. Кому ги посветуваш овие подвизи? Спомна која е целта, да покажеш и да докажеш дека можеме и дека позитивните примери треба да едноставно да ги потикнат и останатите во земјата да веруваат во себе и да бидат најдобри во тоа што го прават. Појќе ги правам ко за мене, сакам кога ќе завршам со све сопливањево да имам ко трага остаено, да имам, например, Марко Печиновски го направи тој и тој, или да имам трага остаено, да ме знаат. Тоа ми е ко главна цел. Тоа значи дека уште долго ќе те гледаме во езерските води. Ќе видиме, има време. Во една прилика кога разговаравме, освен пливањето на Охридското езеро, размислуваш ли некогаш, не сега, некогаш во иднина, може би дали некоја идеја ти се мота низ главата да се пробаш и во некои други води, може би?
Ќе помине тој пат кога ќе стигнеме на него, ама прво летово да помине. Така, да. Ова лето се очекува во Охрид голем број на гости, на туристи, на кои веројатно ќе им ги раскажуваме ние охриѓани позитивните приказни и убавите приказни на градот. Една од нив секако ќе бидат подвизите на Марко Печиновски. Ги препознаваат ли луѓето, те препознаваат ли во јавноста, како ти оди комуникацијата, да ти приоѓаат, да те прашуваат нешто? Има, прво не ме препознаваат, заш пак ко порасно сум сега што сум во пувертет и кога ќе пливам на пример во базен, оде на татко ми го прашува тоа она и после дали имаш кондиција ме прашуваат како пливаш толку такви прашања она и лично ми се свиѓа тоа, убаво ми е, инспиративно ми е, дека знам дека имат луѓе што ме слушаат и што ме гледаат. Така е, да. Ти се подготвуваш напорно за твоите подвизи ова лето, пливаш малку во базен, сега повеќе нели на езеро, но кога сме кај базенот, охриѓани го чекаат со децении затворениот базен. Кое е мислењето на еден млад спортист, рекреативец, голем ентузијаст, хуманист, колку на Охрид му е потребен базен, не само заради Марко и тие што се занимаваат професионално и од љубов со пливањето, туку воопшто за спортот и за градот. Ова година најмногу видов ко деца мали со многу голем талент во базени што се од хотеливе. И не е поволно во такви базени да се пливет, заш не е тоа. Тие се со друга намена. Охрид сме град со најголемото езеро во Македонија и со едно од најголемите богатства на целосно во Европа и ние уште немаме базен. Срамота е, не знам. И не само мене, за сите ни треба. Ку знае колку деца чекаат она. Тоа се само што може да си дозволат за во хотелов. Имат уште многу мислам како ќе имат што не можат сега во моментот да си дозволят на пример за во хотел да одат. Така, и веројатно има многу таленти кои ќе останат само таленти, бидејќи ќе немаат каде да го покажат и да го развијат својот талент. Но затоа се тука луѓето како тебе, спортистите со големо срце, со своите дела да го свртат вниманието на јавноста и на надлежните. Па се надевам и со овој разговор ќе го свртиме да ги поттикнеме да ги реализираат оние проекти кои се од добробит за целата заедница. Марко, која е твојата порака за крај од овој разговор? Сакам да им кажам на сите, никој па да не се откажува. Значи, колку и да е тешко, никој па да не се откажува. Во нив имаат сила за да го помине тој пат тежок колку и да е. Тоа е најбитното, само да не се откаже, да се знаат дека ова е нивни живот, да си прават што сакат во нивниот живот. Никој не треба да им кажува што треба да ние да си правиме она. Така. Значи во недела уште еднаш за јавноста да повториме, Марко Печиновски го започнува новиот подвиг, 10 препливувања низ Охридското езеро во вкупна должина од 250 км, првото од Радожда до Охрид во должина од 14 км. Тоа беше Марко Печиновски пред првиот од 10 големи подвизи. Охридскиот херој повторно ќе биде во водите на Охридското езеро со нова позитивна цел која позитивно ќе влијае на сите нас. Со овој позитивен разговор пренесуваме и позитивна енергија, верувам, до вас и ви благодариме на вниманието. Тебе, Марко, со среќа и в недела и на останатите препливувања и воопшто цела ова летна сезона. Овој. Пријатно.